Почитувани гледачи, денес е четврток, 5 мај, започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Тетово беа тема за фотоконкурс како и дебата. За подобро Тетово е насловена иницијативата на Младинскиот образовен форум. Диви депони, руинирани спортски објекти, лоша инфраструктура, загаден воздух. Ова се проблемите кои преку фотографии тетовци ги отслика на вчерашниот настан за подобро Тетово, во рамки на иницијативата Подобри услови за живење на граѓаните на Тетово. Фотографиите со различни проблеми се избрани на претходно објавен јавен конкурс. На фотоконкурсот се испратија над 50 на фотографии, меѓу кои што се избрани околу 30 фотографии од различни проблеми. Граѓаните на општина Тетово преку фотографиите ги мапираа следниве проблеми како негорливи за нив, загадувањето на воздухот, дивите депонии, лошата инфраструктура, лошите спортски терени, младинските проблеми исто се зафатени како проблемот со водоснабдувањето. Значи тие се проблемите кои што се прикажани преку фотографиите. Целта на целокупната иницијатива е мапирање на најголемите проблеми со кои што граѓаните се соочуваат со години, актуализирање на истите проблеми, како и лобирање до локалните и централните институции и власти за нивно што поскоро решавање. На настанот на кој беа изложени фотографиите беше организирана јавна дебата, каде за проблемите во Тетово дискутираа представници од локалните институции, невладини организации, граѓански активисти и сите засегнати граѓани на Тетово. Мислам дека денешната дебата ќе придонесе ето тоа да им кажеме барем и на граѓаните кои ќе бидат присутни, па и преку вашите медиуми, да граѓаните знаат дека без притисок во оваа држава ништо не функционира. Значи мора, ако ќе сакаме подобро Тетово, ќе треба да притиснеме каде што треба, значи таму кај што седи и вината и можноста да се подобрува нашиот град. Да се жалиме преку социјални мрежи или само да сликаме проблеми, нема да го решава проблемот. Мислам дека треба повеќе притисок кон општината, а и кон владата исто, значи пошто и тие се виновници за целиот проблем, целата деградација на животната средина, ако сакате. И минатата година се одржа сличен настан, каде тетовци преку фотографии, цртежи и краток документарен филм ги стакнаа проблемите. Од Младинскиот образовен форум велат дека ваквите иницијативи имаат позитивен ефект, но само за решавање на одредени проблеми. Во претходната фотоизложба исто значаен беше проблемот со сообраќајниот хаос низ градот, со немањето на паркинзи, делумно или целосно тој проблем е на некој начин решен. Меѓутоа проблемите за младите, спортските терени исто така, значи кои што ги посочуваат како најголеми проблеми се уште остануваат нерешени за граѓаните. Иницијативата Подобри услови за живење на граѓаните на Тетово се спроведува во рамки на проектот Трансфер на знаење за политиките на Европската унија за намалување на разликите меѓу граѓанските организации од Скопскиот и другите плански региони. Проектот се спроведува од Македонскиот центар за европско образование. Во тек е донаторска кампања на Житолукс за детското оделение при Тетовската клиничка болница. Со секој купен производ на Житолукс во Тетово се донира за реновирање и опремување на детското оделение. Компанијата Житолукс заедно со граѓаните од Тетово ќе ги подобруваат условите во одделот за детски болести при клиничката болница во Тетово. Од месец април започна 3-месечната хуманитарна акција преку која со секој купен производ на Житолукс во Тетово се донира за реновирање и опремување на детското оделение. Целиот медицински тим од оделението за детски болести при клиничката болница во Тетово се обидуваат на децата кои болнички се згрижуваат да им обезбедат квалитетни услуги, но и пријатен престој во болницата, а секоја хуманитарна акција и помош се добре дојдени. Необходни се апаратура, некој, па да речем, и инвентар, освен апаратурата, за подобро лекување и подобри резултати на нашите пациенти. Пошто нашите пациенти се деца, се знае со какви пациенти имаме, со љубов и со многу желба, секој како лекар, така и сестра го вршиме оваа работа. Сега ни се пружи можноста од една кампања од Житолукс да ни се пружи рака за нашето оделение, детско оделение во Тетово, да ни се донира нешто и имам можност да им се заблагодарувам што оние ни избрале нас за оваа донација.
оние биле тука, се договоривме што ни е неопходно и што имат и они можност да ни дават. Ние писмено им дадовме за некои неопходни апаратури, да речем, ЕКГ, инhalатори, аспиратор, апарат за притисок, за мерење температура и кревети. Нас не требат многу, туку ова што ни е најнеопходно и на крај едно варосување на оделот малку да се освежува. Секогаш помошта е потребна. Животот се состои од многу разни прилики и од многу човек да биде хуман е нешто најдобро во светот. Хуманоста не се состои само од работи што човек ги посакува во животот. Значи љубовта, значи да биде со добро здравје. Во целокупната таа работа треба значи да се има и средствата. Фирмата како што е Житолукс, која е во низ цела Македонија пространа, ни овозможи нас и не избра нас како едни од најуспешните клиники, да речем, или па да речем како еден многу добар персонал што го имаме кај нас во нашето одел, не одбраа нас да ни помогнат не само на нас, туку на целото општество, значи за децата во околијата на Тетово и во Тетово и во целата околија што ние ги прифаќаме тие деца. Значи, кај нас имаме престој од деца годишно 3860. Тоа значи една голема бројка. Меѓутоа, сите од задоволствата што ни ги укажуваат пациентиве, нас многу им се заблагодаруваме на фирмава Житолукс, што ја превзеде оваа кампања за нас да ни биде поудобно на работа, а и во меѓувреме и на престојот на децата заедно со мајкиве да се чувствуваат како да не се во болница, да се чувствуваат како дома. Секој работен ден на персоналот од детското оделение е вистински предизвик. Соочување со болести и проблеми кај најмалите, нивно лекување и излекување како крајна цел. Желбата да се помогне некому и љубовта кон децата е мотивот зошто да се избере токму оваа професија. Утрово овде почнува работното време од 8 часот до 16 часот. Најпрво се собереме докторите педиатри во ова просторија за состаноци, утрински состанок, што го водам јас како началник на детско оделение. До сега сме биле само тројца педиатри и ни било многу тешко работата, пошто да вршиме дежурства, визита, приеми на пациенти, држиме амбуланта, покриеме болни деца, фактички лекуваме од Тетово, селата околу гостиварските села и од таму имаме пациенти. Сега доедини се уште тројца педиатри, така да се надеваме бргу да ни стигнат и 6 колеги што се на специализација. Ние имаме лекуваме неколку диагноза, не една, две, три, така да сме оптеретени, меѓутоа со многу задоволство, со многу труд, со многу љубов го вршиме ова работа. Јас сакам професијата и нарочито ова со децава е работа што секоја мајка, секое суштество што е најмило во светот, значи детето. На детето треба да му се пружи помош од било која врста. Најпрво, како здраво дете, нормално ние ги советуваме мајките како треба и што треба за едно здраво дете да биде среќно. Меѓутоа, еве, во векот постојат нормално и болести. Болеста доаѓа сама по себе. Меѓутоа, имамо тимски многу добар кадар, овде кај нас, нарочито во детското оделение, заедно со докториве и персоналот среден, што значи медицинска сестра, и помага од сите врсти на помош што треба да им се дадат на децата. Тоа значи како прво љубов, па другото све се состои од професијата што ние ја имамо и ја подаруваме овдека на нашиот одел. Ние се трудиме секогаш да им биде удобно и да имаат еден среќен ден, иако тие нормално се болни,
болеста придонесува, среќата во болеста придонесува многу добро за да биде едно поздраво дете и поздрави родители. Од детското оделение при Тетовската клиничка болница им се благодарни на компанијата Житолукс за хуманитарната акција, но и апелираат до сите граѓани преку купување на нивните производи да направат хумано дело и да донираат за овозможување на подобри здравствени услуги за сите деца кои се згрижуваат на одделот. Хуманитарната акција на Житолукс ќе трае до јули, а до тогаш сите граѓани кои ќе ги купат производите на оваа компанија подаваат рака на поддршка на болните дечиња од овој реон. Во приватното средно училиште Јахја Кемал во Гостивар денешниот ден беше посветен на науката и знаењето. Традиционално коледжот организираше саем на наука. Под мотото "Доприја науката" во коледжот Јахја Кемал во Гостивар денес се одржа саем на наука. Настанот се организира со цел да се представи практичната работа во наставата и во различните секции, низ експерименти, презентација на проекти, ракотворби и слично. Саемот е начин на кој приватното средно училиште ја слави науката, знаењето, вештините и умешноста, а на посебни изложбени штандови се презентираат и различните традиции и култури. Küçücük 2 odada eğitim hayatına başlayan Yahya Kemal Koleji Управата на училиштето Јахја Кемал има за цел училиштето да биде еден вид центар за живење и да овозможува едукација на учениците преку забава. Поради тоа се стремиме постојано да користиме разни методи и да воведуваме новитети во нашата работа. Овој саем го организираме под слоганот "Доприја науката". Ќе бидеме задоволни и среќни ако преку овој настан придонесеме за плюс знаење кај нашите ученици, но исто така и за вас, почитувани гости. Ви се заблагодарувам што издвоивте време да бидете дел од овој убав ден. Воедно упатувам благодарност и до сите наши пријатели кои не поддржуваат за реализација на саемот. Коледжот Јахја Кемал за прв пат се отвори во 1996 година во Скопје со 2 мали училници, но денес во Македонија располагаме со 6 гимназии и 3 основни училишта. Саемот на наука во коледжот Јахја Кемал во Гостивар го посетија ученици од училиштата во регионот, представници на локалните самоуправи и институции. Отворањето на настанот беше збогатено со свечена програма. Две лица повредени во најновата сообраќајна незгода во Палатица. Полициската статистика бележи зголемување на бројот на сообраќајки минатиот месец во споредба со истиот период лани. Сообраќајна незгода се случила вчера попладне на локалниот пат Палатица-Желино, во која се судриле 2 патнички возила. Форд Фиеста управуван од 71 годишен жител на Палатица и Голф управуван од 22 годишник од ова село. Двајцата возачи задобиле телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската болница помладиот е пуштен дома, а повозрасниот е задржан за натамошно лекување. По извршениот увид вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Инаку полициската статистика бележи зголемување на бројот на сообраќајките на пошироките тетовски простори минатиот месец, односно 3 повеќе во споредба со истиот период лани. Во случајните 54 незгоди за среќа нема загинати лица, но затоа пак 4 лица завршиле со тешки и 39 со лесни телесни повреди, додека во другите причината е само материјална штета, која кулминативно се проценува на над 2,5 милиони денари. Најмногу од априлските сообраќајки регистрирани се на тетовските улици и на регионалните патишта Тетово-Пирок и Тетово-Волковија. Најчести причини за овие несреќи се пребрзо возење и неправилно вршење дејствие. Во несреќите учествувале 9 пешаци, 3 биле предизвикани од животни, а 6 возила излетале од коловоз, пред се поради неприлагодена брзина според условите на патот. Во текот на минатиот месец, заради најразлични пропусти и недостатоци, односно констатирани прекршоци, вкупно се исклучени од сообраќај 118 возила и 259 возачи. Од исклучените возачи дури 106 биле без дозволи, 107 возачи почетници, а од возилата 99 имале истечена регистрација. Минатиот месец овдешната ПАЕК служба во Тетово подигнала 211 возила кои биле неправилно, односно погрешно паркирани.
Во рамките на засилените сообраќајни контролни активности кои веќе подолго време ги спроведува, односно реализира полициската станица Гостивар, најчесто откриени прекршоци натаму се управување без дозвола, истечена регистрација и незаконско однесување на возачи почетници, како и пребрзо возење во и надвор од населено место. Само вчера, например, откриени се 4 лица кои ги управувале возилата без дозволи, 10 возачи почетници и 2 нерегистрирани возила. И вчерашните прекршители соодветно се санкционирани со изготвување на поднесоци и ќе се соочат со глоби. Пијан кичевчанец во средата вечерта со автомобил Опел Вектра прегазил двајца пешаци, а еден од нив починал на лице место. Сообраќајката се случила околу 23 часот и 45 минути на улицата Прилепска во Кичево. 36 годишниот возач удрил во двајцата пешаци на возраст од 54 години и ги избегал од местото на сообраќајката. Едниот пешак починал на лице место, додека другиот со телесни повреди по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар во Кичево е пуштен на домашно лекување. Возачот и возилото биле пронајдени 45 минути по полноќ. По алкотестирањето на возачот било утврдено присуство на алкохол во крвта од 2,02 промили. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од полициската станица Кичево. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Председателот на Националната демократска преродба Весел Мемеди на пресконференција ја објави судската одлука со која основниот суд во Тетово потврдил дека е тој легитимен лидер на партијата. Мемеди потенцираше дека играта на оние што сакале да му наштетат е завршена и дека членството јавноста сега ја знаат целата вистина. Вчера во Тетово се одржа граѓански собир и марш за поддршка на изборите на 5 јуни под мотото "За Македонија се работи". Граѓаните кои се собраа на улицата Борис Кидрич ја поминаа улицата Јане Сандански и маршот го завршија на булеварот Маршал Тито пред седиштето на СДСМ. ЗАЕП мора да си оди. Тоа е најголемото зло во Република Македонија. Шарената револуција не постои, тоа е платеничка. Видовме како се поднесуваат спрема спомениците, видовме како се поднесуваат спрема државните институции. Мора да се престане ова зло и одиме на избори на 5 јуни. СДСМ буквално гибат зарабено нашата држава. Не може без избори да дојде на власт. Кого праша они да вметнат министри во ова наша влада, избрана на демократски избори. Затоа ние протестираме денеска и сакаме избори да има на 5 јуни, за демократски да биде избрана оваа влада и една за секој ќе се заврши со ова невреме во Македонија. Прво ги измислија личните карти и после се покажа дека тие ги направиле сите тие фалсификати. Потоа измислија дека има 200.000 подписи од пустец, па испадна дека и тоа не е точно. Па потоа измислија фантоми, па од фантомите останаа неколку члена само од СДСМ. Значи, се тоа пропадна. Останува само избори и ништо друго. Никој не смее да се плаши од избори. Народот знае за кого треба да гласа. И затоа порачуваме на сите дека сега народот е наред. Тој да го каже последниот збор на избори. И тој ќе реши за својата судбина. Доколку не излезе на избори народот, тогаш решаваат некои други, но не и народот на Македонија, не и граѓаните на Македонија. Значи, апел до сите на избори на 5 јуни. Благодарам.
Граѓанската иницијатива под паролата Тетово протестира вчера одржа протест пред Основниот суд во Тетово. Протестот е во знак на револт од одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов за аболиција на политичари, како и поради општествено-политичките состојби во Македонија. Како бугарската влада 34-та година што го расформирала терористичко ВМРО, се надеам дека македонскиот народ оваа криминална банда ќе ја расчисти и ќе ја ликвидира. Благодарам. Денеска сум повтор пат дојден тука за да го искажам моето незадоволство од овие настани што ни се дешаваат во нашата држава. Значи Господ Бог кога нас не родил, со раѓањето ни ја подарили слободата. Слободата ја немаме никаде, но со начинот на протестирање мислиме дека сме дошли до половина и малку повеќе кон врвот на пирамидата. Значи мораме ние да издржиме во сето тоа, затоа што на местото на пирамидата и слободата исклучиво има места само за поштени, вредни, честни и работливи луѓе. Лоповите никогаш нема веќе да дојдат во оваа држава на власт. Ви благодарам. Денес Тетово повтор пат излезе на протести, исто како и минатиот вторник. Еве и оваа среда излегува граѓаните да го кажат својот став против аболицијата, против непромислените одлуки на председателот, инструирани по директива на партиската врхушка на ВМРО ДПМН. Протестираме против неправдата сите овие 10 години, против овие последни одлуки кои го подели уште повеќе народот. Протестираме против криминалот, против корупцијата која влезе во сите пори на општественото живење во нашата држава. Се надевам дека наредната среда, затоа што тогаш ќе се случи следниот протест, најверојатно ќе имаме уште помасовен протест. Сега беа празници, великденските празници, задоволува и денешната бројка на овие протести. Ги поздравувам сите што излегоја, повикувам на храброст на нашите граѓани, решителност во оваа борба, граѓанскиот сектор, политичките партии, секој поединец во оваа држава кој е слободоумен, кој сака слободата, кој сака правдата, кој сака честна власт, нова честна власт и промени во нашата држава, треба да биде дел од ова движење, ова масовно граѓанско движење во нашата држава и цел респект, цела почит за секој што ќе се уклучи. Ова движење не подразбира ниту етничка, ниту верска, ниту култура, ниту никаква припадност и поделба. Тука сме сите едни, исти, заедно, затоа што имаме една заедничка цел. Во Центарот за култура во Гостивар синоќа концерт одржа камерното дуо Кировски. Љубиша и Маја Кировски како дуо постојат повеќе од 2 децении со настапи во земјава и широм светот и значајни награди и признанија. Камерното дуо Кировски вчера вечер одржа концерт во Гостиварскиот центар за култура Асном. На програмата се најдоа дела од Гершвин, Живоин Глишич, Брамс и други. Синоќешниот концерт во Гостивар е дел од пролетната турнеја на дуото низ повеќе градови во Македонија и надвор од границите на земјава. Љубиша Кировски на виолина и виола и Маја Шутеска Кировска на пијано, како дуо постојат 23 години и имаат бројни настапи во Полска, Хрватска, Германија, Англија и во други земји. Добитници се на значајни музички награди и признанија. Од Центарот за култура Асном велат дека и во иднина ќе продолжат да носат големи музички имиња од класичната сцена во Гостивар. Културниот центар како институција нормално секогаш отворена за промовирање на било какви вредности, културни вредности и нормално сега ние како институција бараме високи личности или високи класични музичари од македонската естрада кои и тие се спремни да ги презентираат нивните музички точки, но нормално и ние сакаме у нашиот град да бележиме или да креираме историја на класичната музика, односно на интерпретација. Како гостинка на концертот во Гостивар настапи Александра Кировска на класична гитара. Празникот посветен на светиот великомаченик Георгиј, кај народот попознат како Ѓурѓовден, во петок со црковно-народен собир ќе се одбележи во манастирскиот комплекс во Мала Речица. Традиционално патрониот празник се прославува и во село Туденце.
Во петок на 6 мај во манастирскиот комплекс Свети Великомаченик Георги Победоносец во Тетовска Мала Речица ќе се прослави празникот Ѓурѓовден, посветен на патронот на црквата. Во 11 часот ќе се изврши чинот на мал водосвет и режење на кумските колачи во слава и чест на Свети Георги Победоносец. Исто така традиционално ќе биде приредена браско-сестринска трпеза на љубовта, за која ќе се погрижат годинешните кумови. Од иницијативниот одбор и кумовите определени за празникот ги покануваат сите православни верници за што помасовно одбележување на Ѓурѓовден. По повод патрониот празник на манастирската црква Свети Георги Победоносец и во село Туден се во петок ќе се одржи мал водосвет и режење на кумските колачи. Чествувањето на празникот со црковно народен собир ќе започне во 14 часот и 30 минути, пошто ќе следува закуска организирана од кумовите. По тој повод се покануваат сите православни верници да присуствуваат на прославата на Ѓурѓовден во Туденце. Српскиот премиер Александар Вучиќ постигна лоши резултати на вчерашните повторени избори во неколку изборни места. Коалицијата Двери ја постигна потребната квота од 5% и доби 13 пратеници во парламентот, кој има 250 места. Ваквиот резултат е удар за Вучиќ, кој сега ќе има 131 пратеник во парламентот, 27 помалку пред да ги свика предвремените избори. Доколку Двери не успееше да ја постигне квотата за влез во парламентот, тогаш конзервативната Српска напредна партија на премиерот Вучиќ ќе имаш уште 7 пратеници повеќе. Изборите беа повторени поради неправилности на тие места при гласањето што се одржа на 24 април. Турскиот премиер Ахмед Давитоглу денеска ја објави својата оставка, отварајќи пат за председателот Реџеп Тајип Ердоган да преземе построга контрола на власта. Оставката на Давитоглу нема да стапи на сила до 22 мај, кога владеачката партија на правдата и развојот треба да одржи предвремен конгрес за да го замени како председател на партијата. Ердоган исто така е член на партијата, но во изминатиот период двајцата имаа несогласување околу справувањето со курдските милитанти во југоисточна Турција. Давитоглу ја навести можноста за продолжување на мировниот процес со курдите, но Ердоган е посветен на војната кампања. Жителите на Лондон денеска ќе изберат нов градоначалник. Изборите се одржуваат и за регионалните парламенти во Шкотска, Велс и Северна Ирска. Во Лондон надпреварот за градоначалник е меѓу 45 годишниот Садик Хан, лаборист со пакистанско потекло и син на возач на автобус, и 41 годишниот конзервативец Зак Голдсмит, кој е пратеник и син на милиардер. Според анкетите предност има Хан, со што има шанси да биде првиот муслиман градоначалник на космополитскиот Лондон. Досега градоначалник беше Борис Џонсон, кој помина 8 години на таа функција. Денес имавме умерено облачно време со повремен локален дожд, дуваш умерен до засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 11 степени, а дневната од 14 до 20 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност, а попладне нестабилно со услови за пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 3 до 10 степени, а дневната од 14 до 22 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.